На што прво се сеќавате кога некој ќе ви го спомене периодот од детството? Веројатно, сеќавањата и спомините не враќаат во топол дом, прегратките на нашите родители и секако безрезервната љубов и поддршка која што нашето семејство ни ја пружа во текот на нашето растење. Но што кога тоа е ускратено од некои причини, дали поради биолошката смрт на родителите или поради постоење на елементи на насилство, запоставување и злоставување на малолетните лица. Впрочем, семејната топлина и родителската грижа има ускратена на овие деца. Не по нивна вина, меѓутоа овие деца остануваат без своите домови и без своите семејства, барем до одредена возраст, односно до одреден период, се додека не се отстранат ризиците за евентуалното враќање во биолошкото семејство, доколку тоа е можно. Тогаш државата ја презема грижата за овие деца, а на кој начин се воспоставува грижата за децата, дали преку институции или преку згрижувачки семејства и колку впрочем згрижувачките семејства и згрижувачите како поединци и лица се важни во развојот и растот на децата без родители и родителска грижа, ќе говориме токму во оваа нова емисија Мој збор, а слушнете ги и мислењата и искуствата на Рози Влаховиќ, директорката на Детскиот дом 11 октомври, како и на Ѓоко Велковски, заменик министерот од Министерството за социјална политика, демографија и млади. Останете со нас и проследете го мојот денешен прилог. Во Македонија многу деца растат без родители или без соодветна родителска грижа. Тоа се деца кои од различни причини не може да живеат со своите биолошки родители. Наместо да растат во домови и институции, се повеќе од нив добиваат нова шанса преку згрижувачките семејства. Згрижувачите се луѓе кои доброволно отвараат врати од своите домови и срца за децата на кои им е потребна топлина, грижа и љубов. Овие семејства им нудат на децата можност да растат во безбедна, стабилна и полна со љубов средина, што е многу важно за нивниот развој и среќно детство. Министерството за социјална политика, демографија и млади, во соработка со центрите за социјална работа, активно работи на тоа да ги зголеми бројките на згрижувачите во земјата. Целта е секое дете да има шанса да расте со семејството, а не зад ѕидови на институциите. Згрижувачите, односно згрижувањето како дејност, не е исто со посвојувањето. Односно, децата се уште може да бидат во контакт со своите биолошки родители, ако тоа е можно и безбедно за нив. Но згрижувачите се таму да им помогнат во меѓувреме и тоа со грижа, воспитување, внимание и пред се со љубов. Секое дете заслужува да биде сакано, да расте во дом каде што ќе има поддршка, разбирање и прегратки. Згрижувачите ја играат таа важна улога, односно тие им даваат на децата нова надеж и нова приказна. Според последните податоци од ноември 2024 година, во Република Македонија функционираат околу 367 згрижувачки семејства кои обезбедуваат поддршка за 454 деца без родители и родителска грижа. Дополнително, околу 610 деца се сместени во групни домови, што укажува на значителната потреба за развој на згрижувачките семејства, особено за деца на помала возраст и деца со попреченост. СОС Детското село на Македонија како дел од оваа иницијатива згрижува 180 деца во 86 згрижувачки семејства, а во текот на 2023 година организацијата обезбедила 27 нови згрижувачки семејства. Денеска сме во домот 11 октомври во Скопје, каде што го прославуваме Денот на згрижувачките семејства. Благодарност до директорката, до целиот нејзин тим, кој што наистина се грижи за цел еден процес и за сите оние дечиња кои што се под нејзина грижа. Она што сакаме да го постигнеме како Министерство за социјална политика, демографија и млади во иднина, да направиме еден наистина стабилен систем и систем каде што токму овие дечиња ќе бидат најзгрижени и ќе бидат најпосакувани и сакани од сите семејства. Правото на приватен и семеен живот е регулирано со домашни и меѓународни правни легислативи.
Во рамките на европското законодавство, правото на приватен и семеен живот е воведено во Европската конвенција за заштита на човековите права. Иако во корпусот на човекови права вклучени се сите возрастни, полови, социјални и културни категории на граѓани, во однос на унапредувањето и заштитата на детските права вклучени се поголем број на агенси. Се верува дека на правата на децата треба да им се даде поголем фокус и внимание, бидејќи се сензитивна категорија за која е потребна дополнителна грижа, заштита и одговорност на институциите за унапредување на детското право. Во нашето законодавство, правото на приватен и семеен живот е заштитено со Законот за семејство, а во рамките на меѓународната легислатива со Конвенцијата за заштита на правата на детето, која предвидува заштита на неговата приватност и право на семеен живот со член 7 и член 16. Иако главната обврска за подигање на децата и грижа за нивниот развој и воспитување ја имаат токму родителите, сите деца ја немаат среќата да растат со своите родители и да бидат издржувани од нив. Во моментот кога децата остануваат без родителска грижа или поради физичка смрт на родителите остануваат без нив, целосната грижа за децата ја презема државата преку своите институции за социјална заштита. Нашата установа Детски дом 11 октомври е препознаена по згрижување на деца без родители и родителска грижа повеќе од 60 години. Во средината на месец јули 2021 година, со реформата и процесот на деинституционализацијата, се отвори пункт или служба за Центар за поддршка на згрижувачи, зашто денес сме искрено благодарни на нашето ресорно министерство, бидејќи работата со деца е навистина огромна и благородна работа, а и Центарот за поддршка на згрижувачи е плюс каде што можеме сите ние како стручни работници да придонесеме. Значи, како што реков, Центарот за згрижување на семејства е отворен од 2021 година и поделен на 3 региони: Скопскиот, Источниот и Северозападниот регион го опфаќа згрижувачкиот центар за згрижување во Јудетски дом 11 октомври. Во Скопскиот регион спаѓаат Кисела вода, Зелениково, Студеничани, Сопиште, Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Шуто, Ризари и Чаир, додека во Источниот плански регион спаѓаат Берово, Пехчево, Македонска Каменица, Виница, Штип, Кочани, Пехчево, Злетово и во североисточниот плански регион спаѓа Куманово, Кратово, Тетово и Гостивар. Како установа сме горди на Центарот за поддршка на згрижувачите, особено на нашите вработени кои работат со згрижувачите и со особена чест и задоволство секој еден раководител може да се гордее со нив, затоа што не само што ја даваат поддршката квалитетно и професионално, денес како установа ние можеме да кажеме една убава бројка од 180 згрижувачи и згрижувачки семејства, каде имаат сместено центрите за социјална работа 320 деца. Денот на згрижувачи во Македонија, кој традиционално до сега се одбележува, е 1 јуни, каде се поклопува и Денот на детето. И како установа, овај настан решивме да го направиме денес во дворот на установата, каде се повикани сите згрижувачи од поблиските места, а целта ни е да се подигне свеста и значењето и важноста на згрижувањето на деца во згрижувачки семејства. Затоа што
згрижувачите за нас не се само херои, тие се обични луѓе како и сите ние, меѓутоа нивните домови не се храмови, тие се најобични домови како и нашите. Значи, згрижувачите за нас не се суперхерои, тие се обични луѓе како и сите ние. Разликата е само што тие имаат премногу љубов, кои покрај грижата и негата на своите деца се спремни да ги отворат нивните домови и да згрижат дополнително некое дете на кое им е потребна и љубов и грижа. Ние велиме за да биде едно дете правилно воспитано и згрижено, љубовта најчесто започнува од дома. И затоа за нас згрижувачите не се херои, но за едно дете текако е потребно да израсне во топол дом и со многу љубов. Активностите денеска ни се планирани децата да можеме да им овозможиме со оглед дека имаме убав двор во установата, да им обезбедиме едно заедно дружење. Тука се и децата од организационите единици да се дружат заедно, да ги разменят контактите, да се запознаат поблиску до нашата работа. Во денешниот настан активности ги ставивме, најчесто се усмерени, повеќе се усмерени за децата. Ќе имаме аниматори, ќе имаме музика, ќе имаме зоолошката градина, ќе ни дојдат представници кои ќе ги забавуваат децата. Ќе се донесе и една змија, кои децата ја обожаваат. Ќе има караоке, ќе можат децата да си ги искажат своите креативни способности со сликање и цртање, се со цел да им остане како еден убав ден за паметење, низ игра, низ смеа. Како установа ги поканивме сите центри, меѓу општински центри за социјална работа со кои соработуваме, сите градоначалници на општините, се разбира нашето ресорно министерство, министерот и заменик министер, Заводот за социјални дејности, Црвен крст особено е многу значаен за нас и денес тој учествува во припремите и подготовките, се со цел да го разубавиме надворешниот дел. Денот на згрижувањето во Македонија, кој традиционално се одбележува на 1 јуни, секогаш е со една цел одбележуван, а тоа е да се подигне свеста и значењето, нели, и важноста на згрижувањето на децата. А ние овој пат настанот сакаме да го одбележиме, да биде посветен ден на згрижувачите и на децата. И сите тие активности кои ќе се одвиваат во текот на настанот, се повеќе застапени за децата. Дали е тоа музички дел, караоке, покажи што знаеш, игри без граници, креативни работилници, нацртај што сакаш, аниматори, се е во игра и меѓусебно запознавање, бидејќи денес се поканети и децата без родители и родителска грижа од организационите единици, па ќе имаат можност да се запознаат и да разменат искуства каква е разликата да се живее во една организациона единица и во згрижувачко семејство. Исто така поканети се на овај настан и сите центри за социјална работа, Заводот за социјални дејности, Црвен крст кој ни неминовно и секоја година помага во вакви и слични настани, нашето министерство и многу други представници кои се во областа на социјалната заштита. Но зошто децата завршуваат во домови? Според УНИЦЕФ, децата завршуваат во домови во два случаи. Првиот кога семејната средина е населна, постои елемент на занемарување и запоставување на малолетно лице, и во втор случај кога станува збор за лица кои се лишени од семејна средина. Насилството, запоставеноста и злоупотребата на децата, особено во најраните години, може да остави трајни последици врз развојот на нивниот мозок.
Ова може да резултира со тешкоти во учењето и ограничени социјални вештини. Исто така, овие деца имаат многу повеќе шанси да покажат ризично или деликвентно однесување или да страдаат од депресија или анксиозност кога ќе бидат возрастни. Слични доживотни физички и когнитивни лузни добиваат и децата лишени од семејна средина. Околу 119 деца и млади, од кои многу се деца под 3 години и деца со попреченост, се уште живеат во големи институции во земјата, без љубов, внимание и поддршка што им треба и на кои секако имаат право. На секое дете му треба безгрижно детство кое е целосно ослободено од насилство, експлоатација и злоупотреба. Во моментов постојат национални системи за превенција, откривање, упатување и одговор на децата жртви на насилство и злоупотреба. Меѓутоа има многу недостатоци кои ги спречуваат да работат онолку ефикасно колку што е потребно. Еден значаен пример е честиот недостаток на координација помеѓу различните институции, што води кон активности кои не се во најдобар интерес на детето, како што се пролонгирани постапки и повторни спрашувања на децата жртви на насилство, а што може да ја влоши нивната веќе многу стресна ситуација. Во вакви ситуации, дури со најдобри намери, несоодветниот одговор на случаите на насилство и злоупотреба на деца може да остави негативни последици врз детскиот развој. На децата им треба основа за фер шанса за секој од нив да опстане, да напредува и да го достигне својот целосен потенцијал. Националните системи и служби за детска заштита треба да бидат поефикасни и мора да се преземат мерки за поддршка на законодавството со кое ќе се стимулира подобра превенција, откривање, упатување и заштита на децата. Ова е особено важно за квалитетот и достапноста на здравствениот и образовниот систем и услуги. Недостаток на едукација на родителите и децата за важноста од создавање средина без насилство и злоупотреба, како и на стручните лица кои работат со случаи на насилство врз децата е евидентна. Науката докажа дека децата најдобро се развиваат во семејна средина, каде што ја добиваат сета љубов и поддршка што им треба за да опстанат и да напредуваат. Ако биолошкото семејство не е во можност да се грижи за детето, често поради сиромаштија, попреченост, немаштија или заблуда, во најдобар интерес на детето е да се смести во средина налик на семејната, во згрижувачко семејство, сродничка грижа или кога нема можност за враќање во биолошкото семејство да се даде на посвојување. Но децата никогаш не треба да се одвојат од семејството и заедницата и да се сместат во голема институција, каде дури и со најдобри намери, вештини и знања персоналот не може да даде повеќе од само дел од вниманието неопходно за детето да изгради приврзаност, комуникација и бодрина. Сепак ова се случува пречесто и покрај тоа што е познато дека живеењето во институција има значителни негативни доживотни последици по физичкиот, психичкиот и емотивниот развој на децата. Без неопходната љубов и поддршка, децата може да се соочат со доживотни проблеми во развојот. Повеќе од 100 деца и млади во земјата, од кои многу се по 3 години, се уште се соочуваат со тие ризици. За децата кои живеат и растат во институции, ова често значи дека ќе имаат тешкоти во учењето и развојот на социјалните вештини. Исто така, многу е поверојатно да покажат ризично однесување и да страдаат од депресија или тешка анксиозност кога ќе станаат возрастни. Децата до 3 годишна возраст се особено ранливи. Ако ова возраст која е критична за развојот на мозокот ја минат во институција, може да имаат тешкоти да формираат врски подоцна во животот. Токсичниот стрес од живење во таква емоционална запоставеност му штети и на кардиоваскуларниот, ендокринолошкиот, епигенетскиот и имунолошкиот развој на детето. Институционалната грижа е штетна и ги крши човековите права. За децата, семејството е примарен извор на учење пред училиштето, кога се формира до 85% од човековиот когнитивен, социјален и емотивен капацитет. Исто така, семејството е извор на сигурен идентитет, припадност и конечно на љубов.
Децата без родители и родителска грижа не по своја вина завршуваат или во институции или во згрижувачки семејства. Сепак искуствата на социјалните работници и институциите кои што се занимаваат со социјална заштита докажуваат дека впрочем згрижувачките семејства се многу подобар избор за децата без родители и родителска грижа и затоа апелираат на тоа државата да ги зголеми капацитетите и да ги мотивира луѓето да станат згрижувачи, бидејќи тоа е единствен природен пат на кој што на детето може да му се овозможи правото на семеен и приватен живот, како и добивање на потребната топлина и нега и блискост што ја создава впрочем со згрижувачите. Затоа и често во рамките на згрижувачките центри, згрижувачките се нарекуваат и мајки. Сето ова секако остава трајни последици доколку не се поведе навистина голема грижа и внимание за детскиот развој без родители и родителска грижа, последици долготрајни по развојот на личноста на едно дете и како возрастни овие луѓе се соочуваат со анксиозност и депресија во најблага форма, а сепак има и многу потешки облици на девијантно однесување, па дури и криминалитет кај луѓето возрастни кои што како деца останале без родители и родителска грижа и кога се направени низа пропусти во нивниот развој, односно кога институционално не е одговорено соодветно на побарувањата за остварување на нивното право за водење на приватен и семеен живот и добивање на потребната топлина, нега и поддршка од страна на другите лица. Особено загрижувачки се податоците кои што велат дека децата кои што остануваат без родители и родителска грижа, а се под 3 годишна возраст, имаат навистина големи нарушувања во нивниот развој и тоа се одразува и врз нивниот когнитивен развој и врз нивниот социјален развој и тие имаат навистина голем проблем со довербата и социјалната интеракција кога ќе пораснат и ќе станат веќе независни поединци во општеството. Затоа е важно, истражувањата покажуваат дека впрочем згрижувачките семејства се најдобрата алтернатива кога детето не може да расте со биолошкото семејство, затоа и државата треба повеќе да инвестира во згрижувачите, како во нивната обука и професионално застапување на самите згрижувачи, така и вложување во подигањето на материјалните и финансиските капацитети на згрижувачките семејства, бидејќи е научно докажано дека децата кои што растат во згрижувачки семејства ги добиваат таму потребната љубов, топлина, нега и секако поддршка да се изградат во функционални, социјално пред се функционални единки и оние кои што го следеле здравиот и правилниот психофизички развој. Она што секој од нас мора да го направи надвор од опсегот на юрисдикција на државата е зголемена свесност за потребите на децата без родители и најмалку што општеството може да направи е да не ги стигматизира дополнително овие лица преку разноразни фрази за исмевање или дискриминација кои само ја влошуваат состојбата. Општеството мора да развие разбирање дека децата не се виновни за ситуацијата во која се нашле и дека дополнителен суров третман на општеството е злосторство. Затоа одговорно и со многу совест треба да се работи на разбирање на ваквите теми, да се сватат потребите на децата без родители и секој во рамките на своите можности да придонесе во поголема вклученост на децата без родители и родителска грижа во општеството. Нив да им се овозможи нормален живот, а за сите нас обкружување во кое секој ќе расте со поддршка и разбирање. И на крајот, како можеме да бидеме среќни ако сме обкружени од различни страни со луѓе кои се несреќни и обесправени? Затоа, одговорноста е заедничка, а добрите резултати се полезни за сите. Оно што сите треба да го знаеме е дека децата без родители и родителска грижа не се виновни за ситуацијата во која што се наоѓаат и дека навистина е непотребно дополнително да ги стигматизираме или да ги осудуваме овие лица, како и да шириме стереотипи за тоа каква ќе биде нивната иднина или на некој начин да им го саботираме патот кон успехот со нашите погрешни предрасуди, убедување дека станува збор за лица на кои што нешто им недостига
пристига или евентуално лица кои што се ризични за самата средина, па така и средината наместо да ги вклучи овие лица во општеството, таа дополнително ги исклучува и предонесува повеќе за фаќањето на погрешен правец во животот кај овие лица. Затоа општеството мора многу да внимава во третманот на лицата кои што останале без родители, односно на децата без родители и родителска грижа, и што е најважно да бидеме луѓе и да пружаме многу разбирање и помош на секоја категорија на граѓани која што ја немала, повторно ќе кажам, не по своја вина, среќата да расте како најголем број другите жители на нашето општество, односно на нашата земја. Ви благодарам што ја следевте емисијата Мој збор, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме!